Господјо винителке, си го погрешила патот изгледа. Си ја погрешила куќата. Очигледно е кој го погрешил патот. Вие сте убиецот и на овие и на оние. Ако дојде да правиш пропаганда за Турција, овдешните се сите со вакви зборови. Син ми ке станеше доктор. Со сила го зема и во планина го качија, син ми. Син ти умре за својот народ. Зар ти доликува да плачеш пред агентиве? Примете сочувство. Господ нека им даде долг живот на останатите. Примете сочувство. Со кое лице доаѓаш тука? Со кое лице дојде? Што и да кажете во право сте? Губивте син ми. Му влеговте во крв. Не му дозволивте да учи. Сега требаше да стане доктор. Не губивме ние, син ти. Дојдовме сочувство да дадеме. Штом не примате, ке си одиме. Испраше го на страна. Брат, дојди малку да зборуваме. Здраво. Господине Ештрев, дали има некаков проблем со председателот? Има многу важни новости за вас, господине Полак. Едната страна од Ирак го поддржува Есад, а другата ги поддржуваат другите. Шиитите на Есад, сунитите го поддржуваат Вифади. Иран, за да го спречи, тоа прави поголем притисок врз ирачката влада. Нели е така? Американците сличен притисок нам ни прават, со цел да влеземе во Сирија. Председателот е лично ангажиран во дипломатија и затоа не може да се види со вас. Господин Ештрев, многу ќе ризикуваме ако навлеземе во Сирија без да го решиме проблемот со Кандил. Се надевам дека со господин Карахи го решите овој проблем. Зар не е преголема наемност да се очекува да се реши проблем кој не е решен 30 години за 2 дена од страна на само 2 луѓе? Во право си. Но кога нешто се сака, тоа може да се заврши. Тоа го докажавте со сириецот кој по толку години го фативте. Сириецот е пион. Зад организацијата стои Шамир. Тој го прави се во ова, господин. Ако ја фатите десната рака на Шамир, ќе ја средиме работава на маса. Говорот на Шамир е доволна причина за објавување на војна на меѓународно ниво. И ние и Израел ќе сториме се што е потребно за да не влеземе во војна. Веруваме. Здраво! Тука е Бато Мемати? Треба да зборуваме. За нова година пронедов добро место за забава. Морам да им кажам на сите. Ај ако сакаш прво малку да позборуваме. Ама не ме тегни. Силви, Мемати се резили пред сите заради тебе. Го зборуваат човекот, не му се приближувај толку, разбираш ли? Ма какво зборување? Кенан насекаде кажува дека Мемати има љубовна врска со тебе. Затоа си ја поништила веридбата. Безобразен. Се се очекува од него. Штом се очекува од него, не дозволувај да има зборување. Ама нема ништо пусет. Наместо да размислуваш за новогодишната забава, седи дома и биди мирна, разбираш ли? И те молам, не се движи во близина на Мемати. Никако. Ветувам, слушај, нема да бидам во близина на Бато Мемати. Ама и ти вети ми, нема да му кажеш ништо на Кенан. Ќе направи полоша работата. Во право си. Колку повеќе го чепкаш гибретот, толку повеќе мириса. Джахид, јавиме се на Сабри да се видиме со господинот. Добро, Бато.
Ело? Директоре Сабри, како сте? Добар сум, Джаве, ти како си? Добро е, благодарам, директоре. Директоре, ако е слободен господинот Полат Алемдар сака да се види со него. Моментално одиме во болницата на господинот Полат. Ќе му пренесем на господинот. Бато, кај нас во болница оделе. И ние ќе одиме, Джахид, да видиме што му е на господинот. За мене е голема чест што ве гледам овде кај нас, повелете. Свесен си што си сторил? Направи толку големи проблеми што моравме да дојдеме до тука. Сигурно добро ги знаеш последиците. Спремен сум да ги издржам последиците. Тогаш почни да ја плаќаш таа цена со леп и сол. Baruch Ato, Adonai, El Ohoinu, Melech Oilum, Hamuch Lehem Min Hoeretes. Amen. Односите со турците го доживуваат својот најлош период виден во историја. Право сте. Но во овој однос не се променивме ние, туку турците. Сад им даде многу сила на турците. А вие го дозволивте тоа. Ви напишав многу извештаи во врска со оваа работа. Шамир, си остарел, но се уште си најчија. И Израел е долго време во Турција. И многу добро знае кога треба да подведнеме глава. Турците заборавиле дека колку и да подведнеме глава, не се крчиме. Не ви е успешен проектот. Со големиот проект наречен Блискиот Исток, сакате да ги промените муслиманите во овој регион и да возможите да продолжат со истиот експлоатирашки систем. Резултатот е Турција станала лидер. Да немавме соодветни медии, зар ќе постоеше арапската пролет? Дојде крајот на диктатурите. Ако не го прифатиш тоа, не можеш да владееш со револуциите. На местата каде што не можете да влезете со оружје, ние навлегувме со социјалните алатки преку медиите.
Се додека ние ги пишуваме стратегиите на Америка во врска со контактот нејзин со надворешниот свет, нема потреба да се грижиме. Проблемот се јавува кај оние кои погрешно ја спроведуваат стратегијата. Вие ги формирате стратегиите на Пентагон. Успеавте да направите Сенат и председателот да ги прифати истите. Знам колку важна работа имате вие. Сенатот и председателот не се важни. Согласање ќе ги донесеме, ако погрешам согласањето, ќе ги испратим. Но таквите како тебе, ако погрешат, мислам дека знаеш што те чека во Гвантанамо. Зошто се зачуди? Без наша дозвола кој можеше да те стави таму? Кој можеше да те извади и да те доведе до тук? Ти давам втора шанс. Мора да ни докажеш дека заслужуваш втора шанс. Оној кој ќе ги контролира турците, ќе го контролира регионот. Никој подобро од мене не ги познава турците во овој регион. Пораснав меѓу нив. Дозволете ми, овие почви да ги понудам повторно пред семоќниот Бог. Господине, прилично сте здрав. Нема потреба да се грижите. Не се грижиме за себе, Керко. Туку само за народот и за државата се грижиме. О, гледаш, Сабри? Господинот Полат дошол до тука. Лично за да се погрижи за мене. Се уште има некој што не заборавил. Извинете. Народот колку и да сака да ве заборави, вие нема да го дозволите тоа. Брзи одговори даваш. Секако треба да навлезеш во политичките води. Зар е можно да се навлезе во политички води без да се земе дозвола од Вашингтон? Најважното не го наброја. Не подценуе го Тел Авив. Токму за него ќе прашав. Знам дека сте во добри односи со Израел. Сигурно го познавате Шамир. Шамир е опасен човек. Кој да ме прашал за него, исчезнал без да добие одговор. Вие го размазивте, Шамир. Почна да мисли дека е собственик на овие почви. Мора некој да го запре. Полат Алемдар, никој не те држи за рака? Знаете каде е? Од кај можам јас да знам? Држава сум јас? Не, јас сум само обичен човек. Луѓе во пуштија тука корења, додека вие бевте собственици на држава. Вие сте многу млади. Не се сеќавате на Сталин, Брежнев, Кручев, секако и ракетите Јупитер. Да не бевме ние, сега во училиштата ќе се учиа други работи наместо турчен сум и во право сум. Да беа малку поинакви условите во тоа време и да ја немаше студената војна, немаше да дозволам НАТО да влезе и да помине низ Јадрене. Прашав за Шамир. Кога последно се видовте со него? Сабри, дали се сеќаваш? Кога последно не посети Шамир? По следбата со Фелер не го видовме, господине. Да, Полат Алемдар, мило ми што се запознавме. Покојниот татко Караханли добар пријател ми беше. Гледам дека израснал голем син, исто како самиот што беше голем човек. Кажи им на постарите твои да не напнуваат многу. И ние сме веќе стари.